Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам една посебна чест да разговарам со еден вистински полковник. Полковник е висок воен армиски чин, кој што го поседува нашиот вечерашен гостин, соговорник Мендо Димовски. Сигурно гледачите често мислат дека офицерите, значи воените лица, полицајците и сите други униформирани службеници, да речам, дека се нескрашливи, дека се железни, дека се неранливи. Но, еве уште еден доказ дека и офицерите, и полковниците имаат и срце, и душа, дека се чувствителни, дека се сензибилни. Познатиот писател Габриел Гарсија Маркес има еден прекрасен роман "На полковникот нема кој да му пишува". Денеска, навистина, ретко кој кому пишува, па и на полковниците и на генералите нема кој да им пишува. Освен се разбира, може би говори за одредени свечености. Но, почитуван пред се писателе Мендо Димовски, како вие се снаоѓате во овој спој полковник од една страна, а од друга страна поет? Верувам дека ќе имате интересен одговор за гледачите. Повелете. Па, да, мислам, интересно прашање и уште поинтересно представување, неочекувано. Пошто рековте вистински полковник, вистински, па навистина вистински. Да. Јас тоа понекогаш го употребувам, бидејќи покрај ова што имам чинот вистински полковник. Да. Јас сум воедно и новинар. Да. И кога некој ме прашува што си по занимање, веднаш се истрчувам и кажувам новинар. Обратно. Обратно. И тоа го кажувам, мислам, во новинарството знаеме, ние и вие сте новинар, Да. дека еднаш новинар, секогаш новинар. Така е. И, еве сега да кажем, и полковник, еднаш полковник, секогаш полковник. Меѓутоа, дури Не се стигнува до тој чин така лесно и брзо. Не се стигнува. Дури некој играме шах негде така, овде онде, се чудат дека сите ме знаат како обичен, пензионер. Никогаш ја не кажувам дека сум полковник. Некако случајно се дозна дека сум полковник. Абе, ти си бил полковник? Сега малку и се плашат. Да, не се ни плашат, него како тоа, тоа е, значи, поголемо од водник, еден од заставник. Значи, Не, од многу други чинови е поголемо. Не ме прашуваат. И од капетани, од мајори. Од многу други, ама има, значи, во воената професија има така едно разликување на чиновите. Чинови, хиерархија. Да, значи има пониски и повисоки чинови. Сега јас во стек на околностите сум во повисоки чинови, ама во пониските, например, главен е заставник, вика генерал. Тој дошол, тој генерал заставник. Значи, подофицериве. Вие сте блиску до вистинскиот чин генерал. Подофицериве. Тоа, да, така. Меѓутоа, и исто има тамо некои услови кои во стек на околностите или за среќа, јас така бев упорен и ја терав и едната работа, новинарскава, и воената. Да. И дотерав до тоа што дотерав, многу сум задоволен што го постигнав тоа. Дури имав предлог да, ако сакам понатаму да напредувам, да прифатам должност, бидејќи треба да се истажира малку. Така. Да одам тогаш во нашава кога се осамостоивме, нашава држава, Арама, имавме бригада во Велес, наша бригада, значи, македонска, да бидам командант на бригада. Меѓутоа, сите, да кажам,
усовршувања, така ние војници ги кажуваме, Да. сум ги правел не за командни должности, туку за оние другите етички, да речам, морално-политички, тогаш така тоа имаше. Така. И така и завршив за таква школа вонредно во Белград, како студии, постдипломски, така се сметат, 4 години траја. Високо воена политичка школа, која ми беше како, сега не знам даска како ќе речам, Штица, одскочна штица. Одскочна штица. Штица, така. Бидејќи ете, имам некои србизми, сакал, не сакал. Па добро, се опоминале Да. И поголемиот дел од животот во така, армијата. во армијата и тоа Таму беше така, задолжителен јазик српско-хрватски. задолжително беше, дури така се трудев, јас доста го усовршив јазикот кога дојдов овде во Скопје како новинар Да. и на една прошетка за новинари, бидејќи јас бев задолжен да им објаснувам некои работи, а имаше и српски новинари тука кои ја следеа одбраната. Така. И одевме во Ниџе, посетувавме гробницата, знаете тоа. Да. И сега Џувалековски, мислам, беше Илија Џувалековски. Да, актерот. Да, актерот и тој не знам како се затекна со нас и ме прашува: "Вие господине србин сте?" Не бе рекол. Да. Не, македонец, чисто македонец. Значи имате мощне така како рече тоа, чувство за јазик. И вие не можам да ве препознам. Значи имате добар слух. Сега тоа е тоа чувство. Па ете така, сега како станав полковник, имам големи приказни, имам јас за тоа. Ние дел од тие приказни ќе ги разгрнеме, ќе ги разоткриеме и во оваа емисија, но вие сте вистински полковник, како што реков на почетокот, и вашиот животен пат почнува од 5 јуни 1948 година во селото Долно Агларци, Битолско. Ајде за гледачите малку да им појасниме каде е тоа село Долно Агларци, колку години до кога бевте таму, најверојатно основното училиште го завршивте таму, па родителите, па учителите, малку да се навратите на вашите почетоци, животни почетоци. За чудо, мислам, сега во ова доба, многу каде год и да појдам, да престојувам, да тргнам ваму таму, се мислите ме носат таму, во моето село, на народното огниште. И многу тоа некако ми помогна да напишам и пишувам за селото. Сум напишал доста и една книга јас напишав, како животна приказна. Таа е книгата јас. Да. Може подосна да стане нешто за неа. Ќе проговориме за книгите. Ајде за Агларци малку. За Агларци, Долно Агларци. Значи има две села. Шоме долно, има и горно. Долно и горно. Џадето, да. Кое е поголемо село? Џадето не раздвојува. Имаме заедничка црква. Заедничка. Да. А кое е поголемо, долно или горно? Не сум, мислам, кога би ме прашал на вистина, тука се некако. Тука се некаде. А игравме, значи ривали бевме во фудбалот. Кој победуваше? Сега ние победувавме. Кој сте ние? Многу сакав Долното. Долното, да. И така, мислам, поблиску бевме ние до Црна. Црна река на километар и пол. А инаку тоа е Џадето која поминува се раздвојува негде од Тополчани. Значи паралелно преку Црна река. Значи тоа е меѓу Прилеп и Битола. Прилеп и Битола, да. Тополчани. Тополчани и сега преку од Тополчани до Брушево, Кои се соседни села? Ношпал до Брушево, па Трап, Будаково, Дедебалци, Далбеговци и Агларци. Агларци е поблиску е до Новаци. До Новаци, така. А најблиску до рек Битола, тука. Така. И мислам морам да ви кажам, слободно, дека рек кога почна да го испитуваат, ја уште бев така, не бев таму многу, ама знаев дека нешто тука се случува.
ние скаредвавме сега, тоа некој збор, така, нашки да речам, од тој крај, за вода, немавме вода за пиење. Оскудевавте? Оскудевавме, да. Има и оскудевавме, затоа што имаше само еден бунар и од него трака, трука, само додека не се замати, кој побрзо стигне, ќе наполни стомни од Бардињева. А нам ни беше, тогаш, како дете се сеќам, оние можеби, не знам, тинејџерски, не ни тинејџерски, уште помлади. Фактички вие имавте река, ама немавте вода за пиење. А имавме вода. Имавте вода. Чудно, сега, тоа е поврзано исто со мојата куќа. Имавме два бунари, горчливи, вода горчи. Така. И се не знаев јас тогаш да знаев дека треба се пие таа од јаглено, нели, а стоката ја напојувавме од тоа. А ни беше горчлива. И ние, децава, мислам, од мојата... Со непријатен вкус. Да, многу непријатен. Значи, ние машките деца, тројца бевме, браќа, новеј, јас најголемиот, и 3 сестри имам. Имав, сега, двете починаа, мислам. И 6 деца. Мајка ми рече, пошто татко ми по други работи беше зафатен, а и беше свирач, кларинет имаше, познат свирач. Музичар. Беше посебно надарен. Свиреше на свадби, сигурно. Не на свадби, ние и од тоа живеевме. Беше виртуоз, да ви кажам уште тоа, дека со Тале Огненовски, значи имаше свирено и тој бил за неколку копија на Тале. Како му беше името на вашиот татко? Блаже Пројовски. Така. Затоа и мене ме врзува, Блаже Проја го викаат тогаш. Проја, да. Каде не одеше по свадби, и после го викаат за да свири, да биде член на оркестар воен. После војната го викале, ја не знам. Не сакал, сакам јас да го догледам. Татко ми сам, тој бил единец и така, и ние останавме, малку посиромашко семејство бевме, искрено. И сега тоа е поврзано со мојот развој, например, со школата. Сега да ви кажам. Така, и како ученик во второ отделение ли, ја рецитиравте песната Стражар? Стражар. Не знам од... И на одреден начин, како да си ја предвидовте иднината. Воениот позив. Многу интересно. Како ме тоа, дали судбински, не знам што беше, тие беа две учителки, што не учеа, значи имавме колку стотина деца, бевме од Горно и Долно Агларци, во едно школо идевме. Се сеќавате на нив? Да. Цвета беше тоа мојата лична, а Ксенија беше другата, ама таа беше полоша, искрено. Така. Вие кај подобрата. Многу им се допадна, со јас бев многу ситен, мислам, искрено. Многу ситен. Ама, така... Што значи ситен? Мал пораст? Мал пораст. И дури јас негде исправнав после 8 оделение, пубертето, веројатно. Бев и до 8 бев и најнизок, помало од женските бев, за срамот. И се плашевте и од девојчињата? Да, се плашев многу. И ми вика учителката за некој чудно повод кој беше правен. Рече, ајде ти научи песната Стражар. И ми беше многу интересна. Татко ми, пошто и првоборец бил, и ви направија вистинска дрвена пушка. Ми направија пушка и со пушката јас се сеќам на стикови, сега не ги знам сите. Добро, ама имаше и кореографија. Татко ми кажуваше како треба со пушката, значи да ја ставам тоа и да изгледа цврсто. Да изгледа цврсто војнички, да. И вака беше, да ви кажам само Стражар. На граница Стражар стои, враце пушка стега, татковина мила чува, тој никого не пушта. И така натаму. И фактички тогаш се роди полковникот Мендо Димовски. Се роди тогаш. Не се роди. Се шегувам. Не, ако интересно. Се пронајде. Јас почнав уште тогаш некако, кој знае како, ама да размислувам, многу деца бевме, сиромашни бевме. Така. И се појави некоја желба негде да излезам. Има, после јас проучував и врзано со јазикот, со новинарство тргнав
по патот на лебот, да речам, трбухом за крухом има Така. или ние го преведувавме, се сеќаваш сигурно, бос по трње. Токму така, како бос по трње, одев по трнки по ваму, бос. Да. И првиот конкурс што беше, повик имаше тогаш за подофицери и офицери. И тогаш јас се разочарав, мислам искрено, конкурирав. Бев многу ситен, мал, и се бара некој тежина, критериум. Имаше тие мерки, од одбрана дојда во Новаци, не викна, кои бевме заинтересирани. И мене, и чекам резултати, ми стигна одбиеница, се одбива поради неухранjeност. И како ме заболи тоа. Како не. И после јас тоа го повторив во гимназија, па ме примија во академија. И среќа така што испадна, ќе бев сега заставник. Така, ајде малку да се вратиме, значи по завршувањето на основното училиште во родното село Долно Агларци. Четврто оделение, до Четврто, ама после каде продолжувате? После во Дедебалци, од 8. Од 5 до 8. Од 5 до 8. И после тоа одите во гимназија, завршувате во Битола. Во Битола гимназија. Тоа завршувате во 1967 година. И, како што рековте пред малку, конкурирате и ве примаат во воената академија. Во 1971 година во Белград. Не, тогаш ја завршив. Ја завршивте тогаш? Да, тогаш. Пошто добро би било, сега би бил помлад. Мислам, тогаш да ме примиле. Ајде малку за Битола. Битола... Колку беше Битола далечна, не само како километри, туку село, град. Значи, Битола беше мојот... Дали беше сон Битола? Не беше сон. Јас мислев дека... Добро, слободно. Искрен сум, да. Мислев дека Битола е единствен град на светот. Така. Ако ми верувате. Да, крајот на светот. Крајот на светот. И се мислев, односно го молев татко ми да, ајде поведиме да видам Битола. Однеси ми еднаш да видам таа Битола што ја кажувате. Оде тие со коњи, со не знам, запрежни вам. Може би и со точаци. И со точаци, да. И ме води, ме одведе, мислам, татко ми, прво моје патување, го имам во една приказна убаво напишано, Лепот ковачница се вика. И самото патување ми беше, ама јас тогаш тоа го доживував, а сега кога го пишав, поинаку малку, значи, со посебни, ова што викате, посебни чувства, со емоции, дури понекогаш, јас тоа го кажував негде на некоја промоција, солзи ми потекоја, мислам, емоциите ми се, душа, она што има, и полковникот има душа. Само да прашам, Битола, колку е далеку од, колку километри од Долно Агларци? 16 километри. 16. А другото село, како го рековте? Исто. Не, кај што учевте од 5 до 8? Тоа е уште, значи 16, нема 20, али така, скоро 19, да кажам. 3 километри, 2,5 километри, 2 до 3. Толку е разликата? Толку разликата, ама одевме пешачевме. И додека одевме, мислам, јас бев еден од подобрите ученици, и сите околу мене, препишуваат домашна, препишуваат. Да, обично домашните се пишуваат на пат. Негде ќе седнете под некој орев или друго некој дрво. Има многу интересни сегменти од тоа, ама да не... Добро, и ја завршувате гимназијата, како што рековме, во Битола во 1967, а воената академија завршувате во 1971 година во Белград. Но, тоа не е се. Завршувате потоа новинарска школа при Институтот за југословенско новинарство во 1975. Значи, 4 години подоцна од воената академија. И воредно ја завршувате високата воено-политичка школа во 1985 година. Да, така. Навистина сте биле вреден, амбициозен, а офицерската кариера ја започнувате
кажав кога, значи кога ја завршувате војната академија во И во Петриње. 1971 година во Петриње, Хрватска. Значи од Србија, од Белград одите во Петриње во Хрватска. А од 1975 до 1987 година работите како уредник во весникот на третата армиска област, се викаше весникот за победу во Скопје. Ајде малку сега Белград, Петриње, Скопје. Накусо. Накусо, најкусо што можам, значи бев како можне добар ученик, односно ја со поголема питомец, да, питомец. И кога дојдов за приемна должност со еден мој колега од академија, и тој полковник, исто полковник, ама не беше вака добар како мене. Беше малку построг. Значи, што да ти кажам, значи страф и трепет беше, во Русија се школувал, вистински полковник. Вистински. И ни даде мене една единица, и на тој друга. И сега јас отидов погрешно на воспитување на војниците, полежерно, но знаеш, као на малку со молење. Со молење, да. И не со наредување. Не, и почнав, значи, сериозно да се подготвувам за настава. Значи, не можеш, имав таква единица, школовани сите на мој ниво. И не можеш таму да си играш неподготвен. Се подготвував максимално. Кој род? Пешадија, ама јас бев со тие артилерци, таква единица ми беше. И нема време практично нон-стоп кога се оженив, жена ми, може да го кажам тоа, ми вика, или си ти многу глуп или најпаметен, затоа што нема време, не може да ме свати. Значи, јас се подготвував, што да ти кажам, за еден час да држиш настава, за еден да држиш три. Се викаше морално политичко воспитување. Не само тоа, се и стручно. Образование. Академијата ти дава само насоки, а знаењето мора дури се судрив со тој полковникот се судрив на гаѓање, едно морам да ти го кажам тоа. Да, слободно. Имавме гаѓање и сега доаѓа во контрола, тој лут, онака, ми вика, ајде, команда за палба, за огин. И десетарот командува и ми вика, дали е добро? Не, ја му викам, не е добро. Како бе? Одлично е. Значи, кажува како што треба по правило. А ја правилот на памет го знаев. Дај ми вика правило. Nije to dobro, ne. Ono malo srpski, da. Hrvatsko, tako. I čita i vika, majku moju, jaz koga učev, ne beše vaka. Така. Se smenilo. Se smenilo. I posle, kako dojdu v akademija, vo novinarska, čitav Narodna armija следев, најдов, се видов еден конкурс и се примат, ама ми одговара во целост сите услови за да отидам да ги исполнувате сите услови. И бев тамо на приемен, па на интервју. И ова уште е интересно. На приемен имавме некој еден капетан што беше на брод. Он бил на бродот Галеб на Тито. Бродот што го имаше, нели? И седна во фотелја и само се вратива одвага. И вика, сега ќе ме прашувате за бродот. И ние ни интервју, не појма немам ја за интервју, да. Ама го прашувавме нешто и за среќа испадна ме примија, ама тој интервју нигде не испадна. Да. Прв, ама добро. Како тест, како проверка. Како проверка, што ќе прашуваш и така. Вака сега, во 1989 година назначени се за прв уредник на воените гласила Народна армија и фронт на македонски јазик. Така. Што излегуваа во Скопје до крајот на 1991 година. Инаку, пишувате текстови од областа на одбраната и објавувате во повеќе армиски и други гласила. Подоцна, што би рекол, до неодамна, па и сега, објавувате колумни. Во весниците Нова Македонија, Вечер, Дневник и Слободен печат. Работниот век го завршивте, како што кажав
на самиот почеток, во чин полковник во 2005 година, како раководител на инспекцијата во армијата на Република Македонија. Да. Сте имале сериозна и одговорна задача. Многу, да. По пензионирањето, значи од 2011 до 2018 година, сте уредник и заменик главен уредник во весникот Пензионер Плюс. Значи, не само воена, офицерска кариера, туку и новинарска. И тоа пред пензионирањето, ама и по пензионирањето. И веднаш да кажеме, офицерите и полицајците се пензионираат малку порано, нели? Па, мене не ме фати толку рано, затоа што немаше новинарите не се ценеа многу. И јас имам проблеми со чинот. 8 години носев чин капетан прва клас, затоа што немало место. Моето место... Немало вежби, немало... Не, ама моето место, значи, каде што ја извршував должноста, уредник во Вестникот тоа за победу, него носеше тој чин, него капетан и така. Значи се изборив некако да ми дадат, се спротиставив на... Не можам да ви ја раскажам. Многу интересна приказна ме ставија за да воđа на дебатна група бев и за Титови ставови. Моравме ние тогаш, така беше, дебатиравме. И политика водевме, глупости. Да. И Добро, не биле глупости. На генераливе, пошто ајде ме вика школарец, тогаш вонредно се школував. Вика, ти имаш време, новинар се ово, ти ќе бидеш одговорен за дебатната група. По 2 пати неделно имавме. И тогаш јас им кажував некои работи, а нон-стоп сум имал оценка нарочито се истиче, особено, се истакнува. И јас дојдов се спротиставив, па тоа ме кошташе, ме отара во крива паланка, бев на служба. Еве, ако сакаш да се унапредуваш, оди таму, ме препородија искрено. Многу има така приказни. И сега да се вратиме на писателството. Бидејќи полковникот Мендо Димовски пишува и објавува книги. Имате објавено 10 ваши посебни самостојни книги, јас ќе ги прочитам насловите. Чекорење ни животот во 2013 година, проза. И јас 2016 година исто така проза. Зоре 2018 година роман. Што ни се случува 2019 година колумни. Трепети и немири 2020 година поезија. Рој беспокој, поезија. 2021 година поезија. Кој ни го корне коренот? Колумни. Колумни 2022 година. Гласот на земјата. 2023 поезија. На врвот од умот 2024 година поема и најновата актуелна книга која што се уште мириса на печатарска боја, Обстој со неспокој. Ова ви е најнова книга. Веднаш да кажам на гледачите и тие забележа дека пишувате проза, но пишувате и поезија, пишувате и колумни. Во овој случај станува збор за поетска книга Обстој со неспокој, за која што критичарот, писателот Мишо Китановски, меѓу другото, вели: се во овој најнов поетски ракопис Обстој со неспокој од Мендо Димовски исполнето со тревожни звуци и со далечни трепети, со подземен вриеш и надземен крик, разлеан во болки и таги, кои ни ја зема татковината и уште, што ќе им оставиме на потомците. Овој постојан срав, што го открива авторот во своите песни, не е ништо друго туку чемер и јад. Жива рана што непрестојно, ката ден и ката ноќ, рие, рика и предупредува дека татковината колку што се брани со убавина, триш повеќе се брани со срце и сум, со храброст и стаменост до судниот ни ден. Сакам веднаш да прашам, како авторот Мендо Димовски го доживува
ова новороденче обстои со неспокој? Па, вака, интересно дека не само ова новороденче, него е секој новороденче, исто како рожба, како дете. Како рожба, се радував на секоја книга, дури кога излезе дали Зоре или Јасова книга, и на Лилијана Пандева, вие знаете, она ми беше рецензент и јас реков, Лиле, повеќе јас не пишувам. Јас не верувам. Ама и лектор. Да, лектор, да. И меѓутоа почна да се редат, нешто се појави некој порив писателски. Прво, ај реков за моите наследници, за внуциве, почнав да пишувам како чекорања ни животот, као низ приказни, да знаат нешто сум напишал. Тоа ми беше таа книга. Потоа јас, интересна, може би најдобра книга така за сега, не јас како јас, моето его не, него јас како ти, како секој обичен човек, што може тука да се најде доживувања. Добро, ова е еден вид мемуарска проза, автобиографска. Да, мемуарски роман, така. И читајќи јас книгата, еден мој колега, за покој му душа сега почина пред некоја недела, ми вика, Мендо, ти што си ги имал, овие некои доживувања, премрежиња, има тука преку 30, и како поуки, што не сум кажувал, и за зборот, за, не знам, приказни, не за деца, него поучни, и поврзувани со моето искуство, како поуки. И јас што имам да ви раскажам, и ми раскажува приказната преживување во гробница, во жив, значи ставен во гробница, додека бил исто во академија. Добре. И во семејна гробница банда го фаќа на улица, ете таа некоја случајност во Белград. И јас ја опишувам тоа како се случува. Добро. И го стават во гробница да вади, да оперира практично заби златни, тогаш во тоа време така беше, 60 и некоја година, 60 и постар беше. И му е затворат плочата и го стават него, а тој златото им го дава на нив. И сега, тука на реминисценција, како се вика, почнува приказната. Јас влегов во гробница, да ти кажам. Влегов, мислам, како за да го доживеам тоа, неговото, за да можам да опишувам. Да го напишам. Сега, некои работи, тој ми вика, не беше така, остави ме мене. Значи, не беше, ама можело да биде. Писателот не е записничар. И така почна да се редат после книги. Нешто почна да ми се случува мене, лично, додека бев во ова редакција, во Сојузот на Сдружение на пензионери. Лично и некои работи кои не ми се допаѓа, не е битно сега. И мене ми се роди тоа како што ми се случува. И почнав да објавувам и некои колумни. И почна да се дневнички белешки. Колумни баш. Колумни, да. И почна, имаше забелешки на моето пишување. Меѓутоа, видов дека не е само мене што ми се случува, него на сите ни се случува некои такви работи. Да, некои нешта се заеднички, универзални. Заеднички, универзални, ама не добри, не позитивни. Така. Негативни. И кај мене се јави некој немир, трепети и немири. И сега јас, тогаш се роди оваа книга, Трепети и немири. Немири, така. И практично има нешто вака размислував, што е поврзано за зборот, за јазикот. А мислам и така се вика ова потрага по вистинскиот збор. Не можев да дојдам да им доловам на читателската публика, да им го доловам она што го чувствувам јас, ако пишувам проза. И си рекол, зошто ја не почнем поезија да пишувам? И на една промоција рекол, можам ја една песна, и додека тоа траеше, напишав песна Камена. Тоа ми е најдрага, најомилена песна и практично антологиска. Сакам да ја прочитам. Ајде, почитајте. Тоа е првороденче, мислам, влез во поезијата. Так. Да?
И таа песна ја посветив на Македонија. Само колкав е обемот? Не, брзо ќе. Ајде. Камен на камен каменосан. Камен до камен оголосан. Бел камен мермеросан. Син камен гламносан. Од каменот доба темелник, бел камен светилник, мермерен камен бисерник. Црн камен страдалник. О камена земјо земјосана, каде ти е земјата меѓосана? О библиска земјо, библиосана, од земјо до земја пеплосана. Ти земјо, низ векови настана, со борба за себе не престана. За цела да бидеш не застана и пак обединета не остана. О светла земјо, благословена, за име и презиме условена. О светла земјо, бисерна, кој те прави сега мизерна? О земјо, вековна и пеколна, каде ти отиде младоста, каде ти е староста и мудроста? И кој ти ја одзема радоста? Од кого земјо си грабосана? Од кого со векови разносена? Од кого земјо си пеплосана? Од кого земјо си ничкосана? Камен на камен каменосан, низ векови оголосан, камен до камен, од камено доба, се само камења и злоба. Тоа е таа песна која така ми е... На вистина необична творба, во која има голем број архаизми, и мене тоа посебно ми се допаѓа, тој архаичен, би рекол, народен говор. Со тоа сум така и малку обседна со тие зборови и истражувам. Инаку, ваша карактеристика во поетувањето, во пишувањето поезија, покрај другите нешта, се акростихот и римувањето. Се разбира на еден логичен и природен начин, не на вештачки, односно неприроден начин. Продолжувате со рој безпокој, кој не го корне коренот. Овој наслов е навистина и провокативен, ама и суштински. Суштински потресен. И потресен. Бидејќи ние постојано имаме проблем, или ни тврдат дека нашиот корен е плиток, а дури и дека не постои, наспроти нашите длабоки и трајни корења. И убаво е што и вие се навраќате на корените, на коренувањето, бидејќи никој не може да не откорне и да ни го откорне коренот, затоа што ние сме цврсто стебло со длабоки и трајни корења, како што реков пред малку, и ние навистина си го знаеме коренот, си ги знаеме нашите потеклото, претходници, потеклото, и тоа ќе го знаат и нашите потомци, нашите идни поколенија. И навистина прекрасен е овој наслов кој ни го корне коренот. Но не застанувате тука, продолжувате со гласот на земјата. Всушност гласот на народот. Гласот на народот. Да. И го има тој ваш неспокој, односно безпокој, и во оваа книга. Таму е рој безпокој, овде е опстој со неспокој. Се овие трепети немири како по-мирно е, вака ги чувствувам така. Се зголемуваат кај мене тоа, таа грижа за татковината. И овде се јавува, не е само трепет, рој, голем рој, како пчели, безпокој. И опстој со неспокој. И практично тоа е врвот, односно врвот на врвот од умот. Тоа е исто така многу ми е драга таа поема за Македонија. За Македонија. Да. И за која еден, сега да не го кажувам, придружен рецензент беше и Мишо Китановски, ама и овај другиов, го знаете вие сигурно, Чедо Цветановски. Да, како не. И воодушевен од насловот, Чедо вака рече дека дај Боже во ова време, невреме, од врвот на безумот
да стигнеме, да одиме кон она мендо што го кажа, кон врвот на умот. Така, ова се скулптурите од Да, куклица? да, од куклица, да, свадбата. Свадбата. Сакам да прашам, бидејќи се доближуваме до крајот на емисијата. Чувајте, имам уште една Дали песна. полковникот Да. спие мирно при олку беспокој, при олку неспокој? Кога ги пишувате песните? Станувате ноќе, се будите или тоа го правите преку ден и се разбира тоа ваше прашање за кое што сами рековте сега дека сакате да и него да го отвориме на крајот од емисијата, да поканувам, поставете го, кажете го тоа што ви лежи на срце. Главно ноќе. Добро. И сега работам исто на еден проект, нека остане за сега тајна. Тоа ми е за до година нова книга. Така. Поема ќе биде таа исто така. Имам покана од соседна Србија, од Крагујевац, да кажам, да напишам поема за шумарица. За шумарица, срелањето на учениците. И почнав да работам. Десанка Максимович, Крва бајка. Да. Мислам, значи, за до година се работи. Имам колега кој ми помага и заедно ми препева. Веќе 9 песни имам напишано, он е воодушевен. Малку му е тежнато преводот, затоа што има многу архаизми, така. Ама се снаоѓаме сега, он препева, јас заеднички и така натаму. Добро. Тоа е, бидејќи ја прочитал на врвот од умот, а поентата ми беше дека пишувам ноќе пишувам, а главно сакам да кажам дека главната инспирација на моето пишување е Блаже Конески. Так. И за зборот, за аманетот негов, имам песни за зборот и за говорот. Поврзано. Па тука сте блиску, Небрегово и Долно Агларци, не се многу далеко. Не се, ама и добро. Прилеп Битола. Да. А сакав да е, ако е веќе при крај сме... Не, завршуваме, веќе терминот многу е кратка песната, да ја кажам. За Македонија ја посветувам ова песна. И се обраќам, која ќе биде нешто на промоцијата поврзано со нешто друго, со перформанс еден, ама еве сакам да ви ја кажам тада, бидејќи се врти околу таа песна, темел на мојата поезија. Добро. Македонио, како Конески што те означуваше и твоите граници ги назначуваше, со аманет името да ти го чуваме. А што чувавме попусто и што зачувавме? Како Делчев свето што го разбираше и твоите маки и страдања ги запираше, а во тебе грубо и длабоко навлезе рđа, те разјадува, те раздвојува и те прави туѓа. Кој земно се уште пред врата, ама и зад врата ти стои, кој те мами, те гази и судбината ти ја крои. Кој те уценува и ти го презема постојот. Кој те раздвојува и ти го одзема обстојот. Љубена моја, колку сакам да те опеам, колку убави стихови за тебе да слеам, за да бидеш среќна, весела и вознесена, а не разземена и разнесена. Одлично ја завршивме емисијата со една прекрасна песна за Македонија. Со рака сакам да ви честитам за вашиот труд и вашиот минат сегашен, но се надевам и иден ваш ангажман. Дај Боже да ме послужи здравје и ќе ме послужи. Да, и многу ви благодарам што така се сетивте на мене. Да. Бидејќи ова е сепак излез мало поголем, така чувствувам. До сега не сум имал никакви признанија, и сум имал по некој интервју, а мислам дека ова е еден посериозно интервју која ќе го види светлото на денот и ќе се чуе, ќе се слушне за мене повеќе. Драго ни и нас и тоа е и нашата цел, нашата мисија да откриваме и нови личности и нови вредности и вистинска телевизија и емисијата во потрага по вистинскиот збор, тоа ќе го прави и во иднина.
Ви благодарам. И јас ушеднаш ви благодарам и ми беше чест. И нас.